Срдачен поздрав на почетокот на новото издание на Автомагазин. Автомобилските компании сакаат да го укрупнат капиталот со взаемни соработки и размена на технологии. Од друга страна пак, политиката ги меша своите прсти насекаде, влијајќи на финалните одлуки. По 10-ти пат Lions Coach на MAN ја освои титулата автобус на годината во Европа. Toyota Land Cruiser се приближува на 70-тиот роден ден, но не покажува никакви знаци на старење. А за крај ви подготвивме посластица со тестот на Volkswagen Passat GTE. Ауди има намера да ја намали емисијата на јаглерод диоксид на своите возила за 30%, но не и да ги скроти РС моделите. Напротив, тие се побројни и помоќни. Најнов во низата е моделот Q3, кој располага со искричеви 400 конски сили. Оваа огнена моќ ја добива од двоиполитарскиот турбомотор со 5 цилиндри, кој спарен со 7-степена автоматика ги задвижува сите тркала. За лансирање до 100 на час му требаат 4,5 секунди, додека максималната брзина електронски е ограничена на 250. Сепак, со опционалниот перформанс пакет RSQ3 може да постигне и 280 км на час. Погледите на случајните минувачи ќе ги привлекува со поагресивниот аерокит со сакеста маска. Каросеријата му е проширена и спуштена, а тркалата се со големина од 20 или 21 инч. Задниот дел се истакнува со спойлерот на покривот, сјајниот црн дифузор и Audi Sport издувниот систем. Посебно внимание ќе предизвика во својата купеовска спортбек изведба, која беше представена летово. Внатрешноста е дотерана со кожа, алкантара и спортски седишта и педали. Динамичката контрола на стабилноста е сериска, а со доплата може да се добие со матрикс LED светла и керамички сопирачки. Нарачките веќе се примаат, а официјалната продажба ќе започне при крајот на годината. Цените стартуваат од 63.500 евро. Големите планови за освојување на европскиот пазар Махиндра ќе ги остварува со мал кросовер. Ја има ознаката KUV100 NXT и, иако со резерва, мора да признаеме дека изгледа провокативно. Посебно ако знаеме дека е дизајнерско дело на студијато Pininfarina. Меѓу главните негови карактеристики се должината од 3,7 метри и висината од 1,65 сантиметри. Има меѓуоскено растојание од скромни 2,4 метри, но во него собира 5 патници. Мале и моторот кој има 3 цилиндри и 1,2 литри работна зафатнина. Испорачува 87 конски сили, доволни за максимални 148 км на час. Погонот е само на предните тркала преку 5-степен мануелен менувач. Во резервоарот му собира 35 литри бензин, а декларираната потрошувачка комбинирано изнесува 6,5 литри. Што се однесува до неговата содржина, за неа индиците велат дека е волшебна. И вистина, знаејќи дека доаѓа од најголемиот производител на трактори во светот, Махиндра KUV100 NXT има во себе се што и другите. Интересна и цената која во Италија изнесува 12.000 евра. Иако е присутна во 10 европски земји, Махиндра токму овој пазар го одбра за одскочна штица. Посебно затоа што купувачите таму се склони кон експериментирање со алтернативи, како што впрочем е и самото ова возило. Дополнителен фактор плюс е и што студијото Pininfarina од 2015-та е во нивна сопственост. Индиците тогаш го купија за само 168 милиони евра, испраќајќи ги на тој начин првите силни сигнали дека сакаат да станат глобален играч во автомобилскиот свет. Во нивна сопственост е и јужнокоренскиот теренски специјалист Sang Yong, така што теоретски во моментов не им недостигаат ресурси.
Практично сега ќе им треба многу време за освојување на Европа и светот. Нивните планови предвидуваат нареден пазар на кој ќе настапат силно да биде Шпанија, што ќе го сторат со лансирањето на по еден нов модел секоја година. 4 ќе бидат спортско корисни возила, а 1 пикап. Бројките на кои сметаат се 26.000 возила годишно и тоа до 2022. Тие сигурно би биле поголеми да можат во Европа да го понудат КУВ-100 NXT со дизел мотор со кој се продава во Индија. И тој има исто 3 цилиндри и 1,2 литри работна зафатнина, од кои извлекува 77 коњски сили. Просечната потрошувачка му изнесува околу 4 литри на 100 километри, но издувните гасови не ги задоволуваат европските норми. Овој мал кросовер во Индија се продава со 6 седишта, 3 напред и 3 назад. Основната цена таму му изнесува околу 6300 евра, а дизелот е поскап за 20%. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Порано едноставно ги нарекувавме теренски возила, но сега се на мода многу кратенки од чудно вкомпонирани англиски зборови. Toyota Land Cruiser сепак не може да се нарече ниту со една од нив. Тој од секогаш бил чистокрвно теренско возило и со своите карактеристики упорно се спротивставувал на се што времето донело. Најдобар пример за тоа е бројката од 10 милиони продадени примероци. Приказната за Land Cruiser започна во 1951 година, кога Toyota представи наменско возило за резервните јапонски полициски сили. Направен да се справи со сите можни препреки, овој модел ја постави основната концепција на Land Cruiser, која и ден денес се почитува. Со текот на годините и генерациите трпеливо ја градеше својата репутација, зацементирана со серијата 70 во 1984 година. Возилата од неа со својата робусност веднаш ги освоија сите глобални купувачи кои бараа издржлива работна машина, што може секогаш да ги однесе секаде. Звучи за неверување, но овој модел и ден денес после 35 години се произведува за африканскиот пазар.
комплетно прилагоден и неприкосновен заради доста тешките услови за експлоатација, опремен со V8 турбодизел мотор од 4,5 литри и 205 конски сили. Има ABS, електрични стакла, предни воздушни перници, како и Bluetooth конекција, LED осветлување и разгладувана касета. Воопшто не е ефтин, чини околу 55.000 евра, но оние на кои им треба вакво возило не прашуваат колку ќе платат. Не прашуваат ни што ќе добијат, бидејќи Land Cruiser никогаш не бил некаков кастриран кросовер со дискутабилни теренски својства. Тогаш, некаде кога се појави оваа генерација, Toyota го раздвои семејството Land Cruiser на две серии – теренска и комфортна. Нормално сега владее втората, со која бројката на произведени премиерици нарасна на 10 милиони. Злобниците ќе кажат дека Land Cruiser денеска не е ништо повеќе од играчка за богати шеици и спорадични терористички групи, но тој заклучок е далеко од вистината. Просто затоа што Land Cruiser е опремен со се што првите бараат, а може да ги задоволи сите очекувања на вторите. За крај, уште неколку факти кои реално фасцинираат. Според некои статистики, Toyota Land Cruiser во 1957 година зафаќаше 38% од извозните контингенти на сите јапонски возила. Моделите од серијата 40 во некои региони се користат и денес, половина век откако се произведени. Во Австралија работат во рудниците за цинк и бакар на 1600 метри под земјата. Во Коста-Рика служат за берба на моркови на 3500 метри надморска височина на стрмни терени на кои и човек тешко стои. Најдобра година во продажбата беше 2014-та со пласирани 450.000 примероци. Land Cruiser во текот на сите овие години е понуден во дури 14 варијации, а денес, освен во Јапонија во мали количини, се произведува и во Португалија и Кенија. Заради сето ова, како еден од последните вистински теренци и после 68 години, представува важен дел од она што Toyota ја дефинира како Toyota. Кога некој производител 10 пати ќе го освои тронот на Европа, тоа е податок за големо славење. Тоа е случај со Lions Coach на MAN, кој јубилејниот 10-ти пат успеа да го убеди жирито за автобус на годината која се собира биенално. Еве ги аргументите со кои лавовската кочија исплива пред конкурентите. На саемот Bus World Europe, кој се одржува на секои 2 години во Белгија, меѓународното жири за избор на автобус на годината го објави својот лауреат. Значајната титула во овој индустријски сегмент ја освои MAN Lions Coach, кој со своите карактеристики ги импресионираше 22 членови на жирито. Затоа и лесно ја однесе победата пред силните конкуренти од Зетра, Ивеко, Волво и ВДЛ. Овој високотуристички автобус се произведува во Анкара во 4 изведби со 2 или 3 оски должина од 12,4 до 13,9 метри и капацитет меѓу 53 и 63 патници. Припадноста на брендот е видлива до секој детаљ, најмногу од линиите на предниот дел кои визуелно создаваат силуета на лав, символот на MAN. Задвижуване од 12,4 литарски 6-цилиндричен мотор кој на располагање има 420, 460 или 500 конски сили. Спарене со 12 степен автоматизиран менувач со интегриран ретардер од сопствено производство, што овозможи оптимизирање на преносот и поголемо ниво на комфорт и ефикасност. Влијание има и интелигентниот темпомат кој врз основа на топографските
податоци на теренот по кој се вози ги одредува параметрите на работа на моторот и менувачот. Доказ се и тестирањата на германскиот TÜV, кои покажаа просечна потрошувачка од импресивни 19,4 литри гориво на 100 километри. За безбедноста се грижат бројни системи, меѓу кои и оној за автоматското одржување на одстојанието со функција за запирање на возилото. Тука е и системот за препознавање пешаци при свртување, а се опремува и со камери и дисплеи место традиционалните ретровизори. Во 30 годишната историја на изборот на автобус на годината, ова е 10-та титула за МАН. Бизнисот и економијата го движат светот. Тука од позадина секогаш се вплеткува политиката која успешно знае да ги замрши конците. Таков е случајот со фабриката на Volkswagen која треба да се гради во Турција. Одлуката за почеток се пролонгира поради воените действија на турската армија во Сирија. Од друга страна пак, групациите Fiat Chrysler автомобили и PSA, доколку постигнат договор, би станале една од најголемите алијанси за производство на автомобили под чии закрила ќе се најдат Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jeep, Alfa Romeo и Fiat. Балканските, но и околните земји скоро без исклучок го обсипаа Volkswagen со понуди за новата фабрика што треба да ја гради во Турција. Тоа што германскиот конгломерат не ја доведе во прашање својата одлука да гради таму, туку само ја одложи заради воените действија на северот на Сирија, воопшто немаше никакво влијание. Во моменталната ситуација своја шанса видоа дури 13 земји. Најнова на списокот се појави Грција, а пред неа беа Босна и Херцеговина и повтор пат Хрватска. Од останатите добар дел беа присутни во пореднешните фази за избор на локација на значајната за регион автомобилска фабрика. Тогаш покрај Турција фаворити беа Бугарија и Србија, а се споменаа и Романија, па дури и Македонија. Сепак треба да се каже дека од Volkswagen нема пристигнато ниту еден збор што би ги охрабрил сите овие земји да се надеваат дека ќе лапнат од залакот вреден повеќе од милијарда евра. Единствената јасна негативна порака дојде од синдикатот на компанијата, кој со своите гласачки права во управниот одбор има сили за да го блокира донесувањето на финалната одлука. Доколку сепак дојде до некаква промена, најмногу шанси има постоечката фабрика во Словачка, во која сега се произведуваат најмалите и најголемите модели на групата, односно Up и Touareg, и во нив изведените деривати на Seat, Škoda, Audi и Porsche. Иако плановите на Volkswagen предвидуваа релоцирање на производството на Passat и Superb од фабриките во Германија и Чешка, во кои ослободените капацитети би се користеле за престојната електрична гама. Групацијите PSA, Peugeot, Citroën и Fiat Chrysler автомобили официјално потврдија дека водат разговори кои може да доведат до нивно здружување. Гласините за вакво нешто се појавија пред повеќе месеци, но тогаш изгледаа само како ехо на пропаднатите преговори што Fiat Chrysler ги водеше со Renault. Сега ситуацијата е поинаква и доколку успеат да ги финализираат разговорите, ќе биде создаден еден од најголемите автомобилски конгломерати во светот. Најпрво поединачно, а потоа и со заедничко соопштение, двата производителя објавија дека стручни тимови разработуваат бизнис модел за комбинирање врз еднакви удели. Сегашните акционери би добиле по 50% од идната компанија, за која се проценува дека ќе донесе заштеда од 3,7 милијарди евра годишно.
Корист од здружувањето двата автопроизводители ќе имаат и заради можноста дополнително да го прошират своето делување. Peugeot во Соединетите Американски држави, а Fiat во Кина. Со тоа, нивните брендови ќе станат уште поголеми глобални играчи, бидејќи производствените програми во добар дел не им се преклопуваат. Минатата година тие заедно продадоа 8,7 милиони возила, бројка што ќе ги смести на четвртата светска позиција за Toyota, алијансата Renault-Nissan-Mitsubishi и групата Volkswagen. Дека разговорите се во напредна фаза сведочи и веќе направената распределба на раководните места. Џон Елкан би бил председател, а Карлос Таварес генерален директор. Затоа се верува дека до крајно решение, какво и да е, ќе се дојде многу брзо. По Дизелгейт аферата, Volkswagen го забрза развојот на своите електрични, но и плагин хибрид возила. Денеска на тест го имаме Passat, новата генерација на Passat во изведбата GTE. Но, што значи оваа изведба, односно оваа ознака GTE? Дека автомобилот е во Гран Туризмо стил опремен, но има и плагин хибриден систем. Од надвор не може да го забележите, осем по сините клешти на сопирачките. Но испод хаубата е вистинската приказна на овој автомобил. Бидејќи има комбинација на електромотор и мотор на внатрешно согорување. Па, така, моторот на внатрешно согорување со капацитет од 1,4 литри и произведува 154 конски сили, додека веднаш до него е сместен и електричниот мотор кој испорачува некаде околу 89 конски сили. Во синергија, кога работат и двата, и се испорачуваат некаде околу 204 конски сили, што е сосема добро за динамични перформанси. Ние се наоѓаме на планината Водно, веднаш над Скопје. Екологистите во голема мерка ги критикуваат возачите зошто одат на оваа планина со автомобили. Но ние денеска со мирна совест ќе го возиме овој автомобил на Водно, бидејќи има нула емисија на издувни гасови. Бидејќи со батериите кои се сместени зад задните седишта и тежат околу 160 кг, има капацитет од 9,9 кВт-часови, што е доволно да се поминат на струја околу 50 на километри. Стартувањето е на копче, како кај секој модерен автомобил. Само добивате еден звучен сигнал дека можете да тргнете. Јас го избрав модусот на возење на батерија, бидејќи сакам да ја видам еколошката ориентираност на овој модел. И веднаш на самиот почеток работи музиката на струја. Обкружени сте со тишина и со убава природа. Поради батериите кои се наоѓаат на задниот дел на возилото, односно испод патничките седишта, се чувствува малку поголема тежина на задната оска. Па сега, кога возам малку и подинамично на кривулестиот пат по Водно, се чувствува дека има помалку и занесување на задната оска. Јас поминав некаде околу 48 километри и веќе на инструмент таблата означувањето на батеријата е со црвена боја, значи таа е празна. Бидејќи сакам уште по-еколошки да бидам ориентиран,
Сакам во градски услови исто така да го возам Пасатот само на струја. Па ќе треба да одам до најблискиот полнач. А кога зборуваме за полначите, тогаш мора да се каже дека во Македонија целата таа работа е уште во почетна фаза. Во главниот град имаме некаде околу 15 полначи, а нивното функционирање ќе го провериме токму сега. Сега во овој момент возам на бензин, се уште се наоѓам на водно, па ќе застанам да видам на интернет каде ми се најблиските полначи и дали се тие во функција. И бидејќи батеријата е празна, ќе го употребам интернетот за да видам каде можам да го наполнам, да ги наполнам батериите најблиску. На страницата Mobility EVNMK ги има графички прикажано полначите кои ни се на располагање. Најблиску до водно ни се полначите во центар или во Капиштец, па ќе се упатиме таму. И веќе се наоѓаме на местото предвидено за полнење на батеријата. Искрен да бидам, ме изненадува затоа што се местата слободни. Еве се гледа дека има 2 места за полнење на батеријата. Полњачот се наоѓа во гепекот. Во него имаме 2 вида на полначи. Едниот е за брз полнач, кој изгледа вака, а другиот е за мрежа која ја имаме сите, значи за класична електрична мрежа. Која е процедурата? Со купување на ваков автомобил, Porsche Македонија обезбедува картичка за полнење бесплатно на струја на полначите на EVN. Која е процедурата? Прво го ставаме полначот, се извинувам, полначот во местото за полнење, а тука се наоѓа полначот на автомобилот. Бидејќи сега се поврзани, треба само да се идентифицираме. Ова идентификација трае кратко и за да го обезбедиме полнењето, треба да го заклучиме автомобилот. Кога ќе се заклучи автомобилот, гледате, тука има зелено светло кое означува дека во процес е полнењето на батеријата. Овој полнач на EVN има моќност од 22 киловати, што значи дека за некои 3 часа би требало до максимум да ја наполни батеријата, која има капацитет од 9,9 киловат часови. Се надевам дека ова ќе биде многу честа појава на македонските улици, бидејќи во оваа фаза не само што добивате бесплатно струја за полнење на автомобилот, туку добивате и бесплатно паркинг место, што во одредени случаи значи заштеда не само на нерви, туку и на пари. Во градски услови на возење Passat GT-E е конструиран да не загадува. Се разбира доколку се полни батериите. Во текот на возењето јас поминав повеќе од 50 километри на струја
и тогаш просечната потрошувачка беше само 2 литри гориво. На дистанца поголема од 200 километри поминати во град, јас успеав да забележам просечна потрошувачка од 6,5 литри на изминати 100 километри. Се разбира дека повеќе возев на мотор со моторот на внатрешно согорување отколку на струја, бидејќи таму каде што живеам немам во близина полнач на батериите. Тоа е и главниот проблем за употреба на овие автомобили во нашата средина. Проблем се паркинг местата и полначите, затоа што во целиот град Скопје постојат некаде околу 15 полначи на батерии кои имаат поголема моќност, додека поголемиот дел од граѓаните во Скопје живеат во станови, па така е просто невозможно да се обезбеди полнење на батериите од класичната електрична мрежа. Passat GTE е одличен автомобил. Неговиот плагин хибриден систем допринесува за смалувањето на загадувањето во нашата околина. Но сепак Македонија и по инфраструктура, но и по ментален склоп уште не е подготвена за овие автомобили. Многу повеќе поради цената на чинењето, но и поради отсуството на инфраструктура која ќе ги задоволи потребите на возачите на овие возила. Високата технологија повлекува и висока цена. Има уште многу да се работи на популаризација на овие типови на автомобили, кои впрочем се иднина на моторизацијата. Passat плагин хибрид не е совршен автомобил. Ги нема онаа агилност како што ја има класичниот Passat, бидејќи има баласт од дополнителни 165 килограми кои отпаѓаат на батериите и електромоторот. Поради тоа и неговите возни својства се малку поинакви. За волја на вистината, ставени се пневматици кои имаат мал отпор при движењето, па затоа и некогаш перформансата потврла. Но ова е автомобил кој е еколошки изработен за луѓе кои имаат висока еколошка свест. Со цена од 39.900 евра, Passat GTE нема да биде еден од најпродаваните модели на Volkswagen, но сигурно е дека оваа технологија ќе биде внешана во се повеќе модели на марката од Wolfsburg. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена.